Беше тоа колегата Бранко Чупевски од Словенија, ги следи подготовките на фудбалскиот клуб Вардар. Секако продолжуваме да информираме во Македонија наутро и во следните наши изданија. А од тема спорт се префрламе на тема здравство до 8 часот на тема дискриминацијата со која што се соочуваат луѓето кои што живеат со ХИВ. Во продолжение во следниве 10 минути на оваа тема, а веднаш потоа и вестите, првите вести во 8 часот. Гледајќи некого однадвор не може да забележите дали има ХИВ или не. Многу луѓе не покажуваат знаци на никакви симптоми, а луѓето што живеат со ХИВ кои примаат ефективен третман може да имаат здрав и квалитетен живот како и сите останати. Во денешно време ХИВ можам да кажам дека се повеќе представува еден социјален проблем, психосоцијален проблем отколку што реално медицински, ги засега најголем дел од луѓето кои што живеат со ХИВ, затоа што во денешно време е достапна антиретровирусната терапија која што овозможува еден долг и квалитетен живот. Меѓутоа луѓето во денешно време се уште се осудени на таа стигма и дискриминација пред се низ здравствените институции, здравствениот систем, каде што и најголем дел од нив го обелоденуваат својот ХИВ статус. Високото пропорционално учество на машки лица во бројот на ново регистрирани случаи е тренд во изминатите 15 години. Дистрибуцијата по возраст укажува дека најзафатени се сексуално активни лица на возраст од 20 до 39 години, кои чинат речиси 3/4 од дијагностицираните случаи. За жал во Македонија виреат митовите за ХИВ. Младите немаат каде да се информираат. Одржливоста на услугите за ХИВ се уште не е сигурна, а дискриминацијата и стигмата со кои се соочуваат луѓето кои живеат со ХИВ се и натаму присутни и им стојат на патот кон остварување на здравствените и социјалните права. Самата инфекција во одреден период од животот не дозволува да ги задоволат нивните основни животни потреби, особено ако е намалена работоспособноста на едно лице, ако неговиот ХИВ статус се дознае во некоја мала средина во која што станува изолиран и одбегнуван, не му се нуди работа која што до тој момент ја имал или пак нели ќе биде отпуштен од самата работна средина, се до оној емотивен дел каде што лицата поминуваат низ одредени емотивни кризи, дали во самото семејство или во пошироката средина, помеѓу пријателите, како што реков, во остварувањето на одредени здравствени, социјални или други административни права. Травматски се доживува и самиот процес на лекување и третман, потоа животот со ХИВ, како ќе продолжи понатаму, како ќе се одвива целото лекување во клиниката и надвор од неа. И така натаму, повеќе прашања од оваа природа. Главна карика која што допринесува до вознемиреност кај пациентите е исподелувањето на статусот на семејството и околината. Сите овие прашања дополнително го зголемуваат психолошкото оптеретување кај пациентот, што знае да резултира со изразена анксиозност, панични напади и други психолошки состојби. Генерално пациентите во овие моменти се соочуваат со недостаток на информации за целата оваа состојба во и надвор од клиничката установа. Потоа пружањето на психолошката поддршка која што ја добиваат тука, обработувањето на емоциите со кои што се соочува самиот пациент. Подоцна, отколку ќе се направи психолошка проценка, се продолжува со соодветен третман зависно од потребата. Стигмата кон ХИВ е присутна скоро секаде и придонесува да се дискриминираат лицата со ХИВ. ХИВ представува една се уште животно загрозувачка инфекција за која што нема конечен лек иако постои терапија. Постојат уште многу неточни информации за тоа како ХИВ се пренесува, се уште има стереотипи од типот дека ХИВ може да лета во воздухот и ако доволно дезинфицираме со некое средство можеме да го убиеме вирусот, до тоа што доминантен начин на пренос се уште е сексуалниот начин на пренос, а таквите однесувања уште во нашето општество се табу и за тоа не се зборува. Се поврзува уште со некакви однесувања за кои што општеството смета дека се неморални, тоа се случува на некоја
посебно нели одредена група на луѓе, знаеме дека ХИВ може да му се случи на секого, и она што рековме, моралните и верските верувања дека тоа го добиваат само некои нечесни луѓе или луѓе кои што имаат некакво неморално однесување. Сите тие фактори на некој начин доведуваат до одбивање на луѓето првично да го направат ХИВ тестот, навремено да откријат дека имаат ХИВ, ја запираат таа борба против епидемијата. Стравот од одбивање и стигма најчесто придонесува луѓето да не сакаат да го дознаат својот ХИВ статус. Во суштина, психолошката поддршка е важен сегмент во лекувањето генерално за сите пациенти кои што се соочуваат со некоја хронична болест. Тука, во оваа ситуација, ке ХИВ позитивните пациенти, покрај тежината на самата диагноза, нели, третманот и лекувањето, ја сочинуваат стигмата и дискриминацијата од околината. Тоа допринесува лицата кои што живеат со ХИВ да се чувствуваат помалку вредни, обележани од околината на некаков начин, нели, и дека тука им завршуваат плановите на животот во животот понатака. Секако тоа е субјективно чувство. Тоа може да предизвика дополнителен притисок, психолошки притисок, и затоа викаме дека поддршката во овие моменти е неопходна токму во овој процес. За да може да се превенира психолошка траума, што може да резултира со депресија, анксиозност, а во некои случаи и нели во поретки случаи суицидни идеи. Психотрауматскиот процес започнува веднаш после соопштувањето на диагнозата кај ХИВ позитивниот пациент. Пациентот тогаш се соочува со многу прашања кои во тој момент дополнително ја отежнуваат целата ситуација, односно прифаќањето на новонастанатата состојба. Во многу земји, жените се посебно ранливи на ХИВ и може да се соочат со отфрлање, насилство, напуштање, губење на домот или децата, откако ќе се дознае нивниот ХИВ статус. Психосоцијалната поддршка според Светската здравствена организација е дефинирано како задоволување на основните моментални психички и социјални проблеми на едно лице кое што живее со ХИВ, меѓутоа не само на него, туку и на неговите блиски, на згрижувачите, семејството и неговите партнери. Овде пред се мисли задоволувањето со храна, облека, финансиски средства, домувањето, особено во оној дел каде што луѓето можат, нели, како што веќе претходно спомнав, да се исклучат и да се одстранат од оној првичен систем на поддршка и остануваат сами. Многу често знам да кажам дека нема ни една друга болест во која што прво што ќе му кажете на лицето дека боледува од некоја хронична диагноза и првото прашање да биде дали некој ќе дознае за ова. Најчесто се прашањата, нели, колку долго ќе живеам, дали постои лекување. Кај ХИВ едно од првите прашања што го поставуваат луѓето, дали некој мора и кој ќе дознае за оваа инфекција. И со самото тоа ја согледуваме колкава е тежината на тој момент на психосоцијално функционирање, реално во животот на луѓето, какви се последици носи ако некој ХИВ статус биде обелоденет во средината, тогаш тие почнуваат да ги губат пријателите, врските, стапувањето во идни партнерски релации станува многу голем проблем. И особено доколку се доведат во ситуација да имаат потреба од задоволување на некоја особено здравствена услуга. За жал, низ здравствениот систем се соочуваме со најголем број на случаи на дискриминација. Претходно во минатото таквиот облик на кршење на здравствените права бил малце подругачи, во смисла дека на лицата отворено им се кажувало дека да, штом имаш ХИВ или имаш болест СИДА, не може да биде извршена таа здравствена интервенција заради тоа што, нели, имаш таква диагноза. Денес, во денешно време, тоа се прави на еден посуптилен, индиректен начин, па тука имаме одолговлекување на некои интервенции, изговори од типот дека нема технички услови да се спроведе, таа институција нема некакви посебни мерки на стерилизација кои што реално не се потребни. Постои систем како, нели, треба да биде една универзална стерилизација, меѓутоа здравствените работници како со предрасудите да се останати во еден минат век,
Тоа го покажуваат и истражувањата кои што се правени на ниво на Македонија, каде што најголем дел од лицата кои што живеат со ХИВ го потенцираат здравствениот систем како единствено место каде што треба да го морално обелоденат својот ХИВ статус и каде што добиваат најголем број на прекршување на правата. Со добра терапија, вирусното оптоварување во телото може да се минимизира и тогаш во најдобар случај е толку ниско што повеќе не може да се открие. ХИВ позитивните веќе не можат да заразат други луѓе и ХИВ-сида веќе не е смртна закана.